А сега, како што најавив, летото е пред нас, но оваа сезона ни носи повеќе неизвестности од вообичаеното, нови правила на границите, подолги задржување и повисоки цени кои директно влијаат врз нашите планови за одмор. Ке споменам дека во изминатиот викенд само за еден ден на граничниот премин Богородица поминале околу 14.000 патници, а дел од нив чекале и повеќе од 1 час за да го преминат граничниот премин. Причина секако е и новиот систем за влез и излез, кој веќе се применува на речиси сите гранични премини во соседна Грција. Паралелно на ова, пак, светските случувања отвораат и нови прашања. Дали ќе има доволно гориво за авиосообраќајот и дали билетите ќе поскапат уште повеќе. Што значи сето ова за македонските граѓани? Дали не чека лесно или пак, напротив, повеќе чекање на границите, повисоки цени и помал избор? Нови теми разговараме со председателката на Националната асоциација на туристички агенции Ана Марија Алексова Малева. Благодарам што сте дел од нашата програма ова утро во Ја сакам Македонија. Благодарам на поканата. Да започнеме со најактуелното, граничните премини. Споменав и конкретни бројки, тоа е, например, голем наплив на луѓе во еден период да поминат и нормално и да не би постоел овој систем за влез и излез дека секако би се чекало, но гледаме дека се ствара посебна гужва токму со преминот на граничниот премин. Дали ова е само почеток и треба да очекуваме уште поголеми гужви во јуни, јули, август месец? Така, да. Како што кажавте, прво заради тоа што прв продолжен викенд, да кажеме, со убавото време, луѓето сите сакаат да го искористат тоа за да отидат на море. Еден е моментот дека секогаш имало гужви, кога има наплив на таа бројка на луѓе која се на еден граничен премин, значи македонски граѓани, српски и косовски во исто време, значи продолжен викенд за сите сакаат да одат и од таа причина се прави гужвата. Меѓутоа, да, факт е дека има влијание и новиот систем, што значи излегување на секој патник, скенирање, сликање и на одење и на враќање. Меѓутоа, сведоци сме дека во целост не се имплементираше овој викенд конкретно, па така, и претходно кога почна, заради тоа што сите знаеме дека овој систем е за цела Европска унија важи, односно за сите што се во Шенген зоната. Главната цел е наместо во пасош да се ставаат печатите, на овој начин со овие апарати, значи прво еднаш се слика и се оставаат отисоци, а после тоа на секое поминување на тие апарати треба да има скенирање, препознавање на лицето, биометриско, значи на тој начин да се одбележува, односно да се знае периодот колку некој престојувал во таа држава, односно во Шенген зоната. Заради тоа што ние што не сме членки имаме право по последните 180 дена да бидеме таму 90 дена. Главната причина е значи некој да не го надминува овој рок, односно оваа бројка на денови во Шенген зоната. Е сега што се случува? Ако системот се користи на влез, а на излез не се користи. Добро. Тогаш не сме евидентирани дека практично сме седели толку дени или колку денови сме таму. Така да сведоци сме, што нагласувам заради тоа што она што и го видовме кога, мислам што беше нагласено дека секој граничен премин, доколку има огромни гужви, има право да го суспендира системот за одреден период. Сега, например, за патници со автомобили кои што оделе се користел системот. Меѓутоа, со автобуските тури на враќање, заради тоа што има наплив на големи гужви, тие не го користеле системот и повторно се оди на стариот начин. Така да, ако разгледаме, значи уште во старт, во целост не се користи системот. И факт е дека ова не име во корис ниту на граничниот премин, односно на соседната Грција, така да и тие се судираат со проблем. И она што го имавме како барање, нели ние како туристички сектор од нашата држава, па и соседните држави да бидеме изземени за туристичката сезона, за да се намалат овие гужви, се уште очекуваме да видиме што ќе се случи со тоа, заради тоа што гледаме дека во целост не се користи системот, односно не се имплементира, така да сметаме дека има можност, односно има шанси да се случи тоа за да се намалат овие гужви. Исто имаше докази дека паѓал системот на одреден период, дека и тоа исто така причина за чекањето, значи новитет е овој систем, иако беше назад повеќе месеци, имаше можност да се испробува, да кажам, сепак значи
сведоци сме дека многу пати кога се поминуваше на грчкиот премин, додека не беше официјално дека од 10 април мора да се применува, претходно ретко се применуваше истиот, така да колку и тоа е спремен системот, колку се спремни луѓето на граница за брзо да го прават сето тоа, колку апарати има за биометриско скенирање исто така, односно како инфраструктура, колку се спремни, сето тоа влијае негативно, односно го зголемува на чекање на граѓаните за поминување на границата. Така да сметам дека ова е почеток со што се судираат и мислам дека на никој не има од корист, за исто тоа се случува цела летна сезона. Пак ќе нагласам, еве го доказо, значи 14.000 луѓе поминале, без разлика на тоа што знаеме и претходно се најавуваше и медиумски толку многу дека ќе има гужви, ќе има чекање. Има. Сепак луѓето што сака... Допрва нас не доаѓаат периодите кога луѓето и во поголема бројка ќе заминуваат на летни одмори и ако остане ова статус кво ситуација, може да се доведеме во ситуација во која што ќе поминуваме долго чекање на граничен премин. Колку туристичкиот сектор беше подготвен за оваа промена, имајќи предвид дека многу наши граѓани патуваат и во европските дестинации со авиони, па имаше и доцнење на летувањето. Колку беа подготвени туристичките сектори за ова да и му кажете на вашите клиенти дека внимавајте со новиот систем, може да се случи да одложи летот или да задоцне летот? Така, да. Ние ги, мислам, нагласуваме на сите патници што патуваат преку туристички агенции за било која дестинација, без разлика дали е со патен автомобил, дали е значи со авион, како и да се тргнуваат порано, заради тоа што не се знае како ќе се поминува и како тоа ќе влијае. Првиот момент како беше тоа презентирано од страна на Европска унија, беше дека се ќе биде брзо и едноставно. Односно, денес нели се е електронски наместо да биде рачно, се електронски да се поминува и цела Европа да знае колку денови каде си бил, едноставен систем во кој што ќе се влегува и земајќи го во предвид тоа дека еве на пример српска граница нели како ја поминуваме, ќе појдеме и од автобуските групи, значи кога станува збор за големи групи, луѓето излегуваат еден по еден, така да и ова се размислуваше на тој начин, дека еден по еден секој ќе си помине, ќе си скенира, ќе има доволно апарати и сето тоа ќе поминува брзо, наместо да ги носиш нели пасошите, така и да чекаш еден човек да го прави сето тоа. Значи првата најава беше дека системски, електронски, нели денес со IT технологијата се е побрзо и поедноставно. Така да најавата беше таа дека се ќе биде брзо и едноставно. Меѓутоа е така, во реалноста не се покажа така и се покажа дека прво падови на тој систем, значи нефункционирање постојано, второ неспремност на кадарот за брзо да го изврши тоа и трето недоволно такви апарати. Имаше докази на многу аеродроми на кои што дури и побрзо се поминуваше заради тоа што не се чека, ама има доволно инфраструктура, има повеќе апарати поставени и луѓето едноставно брзо си го поминуваат тоа. А од друга страна на нашите соседни гранични премини негативно влијаеше тоа. Ние се надеваме дека нема да продолжи истото, заради тоа што, како што кажавте, ние сме транзит, од кај нас поминуваат, значи, и србите, и Косово нагласи од минатата година, како веќе не може да одат исто голема бројка на автобуси се таму. И сега не е во користи на нашата држава, доколку сето тоа не оди брзо, па да не заобиколуваат и србите да одат преку Бугарија. Одат преку Бугарија, односно жителите на Европската унија да заминуваат преку Бугарија за побрз транзит кон ваквото. Тоа значи дека ќе имаме загуби на средства кои што ќе ги внесеме во буџетот од патарини, од самото поминување на туристи. Луѓето остануваат на Кева овде кога има и срби, и руманци, сите остануваат. Споменавте дека еве и вие како туристички сојузи и вашите колеги од соседна Србија баравте привремено одложување на системот во текот на летото. Колку сметате дека реално тоа може да се случи? Па вака, да, ние побаравме на истиот начин како што побараа и србите, и од наша страна е побарано, значи да бидеме иземени заради тоа што ние сме бројка на туристи кои што поминуваат во Грција во текот на годината, која што не е за занемарување и искрено тоа многу значи за нивниот туризам, што би се случило ако луѓето се откажат од таа причина, односно ако тоа е главната причина за тие да се пренасочат да одат на друга дестинација да биде за нивна изборна дестинација, само тоа да биде пречката. Тоа ќе влијае негативно заради тоа што ако земеме во предвид дека да, во Грција како туристи кои што оставаат повеќе пари, можеби сакаат повеќе од Европска унија, меѓутоа почетните во јуни, пример, во септември, цела Грција е со македонци и со срби најголем дел. Така да тоа е пресудно за нив, бидејќи
летната сезона не е само еден месец. Јасно. Кога доаѓаат англичаните, пример. Таа сезона британците ги ослободија за така. влез, имајќи во предвид онаа заднина дека тие туристи носат повеќе пари од локалците од Балканов, но навистина не треба сезоната еден ден, туку за занемарување и плюс ние сме, значи, нашите граѓани патуваат цела година. Да одиме на тоа, значи, колку солун, шопинг, викенд, патување, викенд се користи, да, заради тоа што е најблиска дестинација на море и луѓето многу патуваат таму. И не е за занемарување, затоа сметаме дека може да добиеме некој земање. Пак ќе нагласам заради тоа што видовме дека тие не го имплементираат системот во целост, така да сметам дека и прво ако како што беа најавите дека на србите се уште официјално иако и кај нив не се иземени, доколку се случи истото, значи зошто ние не би били иземени заради тоа што исто е. Значи не прави некоја разлика. На истата линија на граничниот премиер практично чекаме да се иземени србите ако сме ние предни во редот. Точно. Освен ако се користи онаа линија за европските државни. Да отвориме малку темата за одговорност. Дали сметате дека институциите во Македонија треба поактивно да се вклучат за да се олесни овој премина нашите граѓани, особено во шпицот на сезоната? Имаме Министерство за култура кое што го доби суфиксот пред 2 години и туризам. Дали го слушна вашиот глас, вашето барање, дали пак вие како Сојуз на туристички агенции ги контактиравте од Министерството за култура и туризам? Да, уште од кога почна сето ова, значи ние испративме исто барање за поддршка и за започнување на билатерални преговори, значи од страна на нашето министерство, и до Министерството за надворешни работи, и до Министерството за култура и туризам, заради тоа што од истата причина сметаме дека тој ќе има влијание врз туристичкиот сектор и тој ќе значи за нас, значи да има олеснување. Првиот момент на сите ни е јасен дека тоа е декрет, да кажеме, односно системот во кој што се вложени средства и е работено и е воведен во цела Европа, да кажеме, зошто за нас би се отстапило. Тоа е главното нешто на кое што некој не смета, така, некој не смета дека може да влијае. Нас не е јасно дека не можеме ние да влијаеме, нити како држава, нити некој наше министерство на сето тоа. Меѓутоа, доколку не се направи притисок, не можеме да знаеме ништо. Така да како ние како туристички сектор правиме притисок, дали медиумски, дали пишуваме до Министерството за туризам во Грција, до нашите министерства, значи затоа ние апелираме до нашите министерства и тие да направат некој притисок за да видиме дека знаеме дека сме се обиделе и заради тоа што пак ќе нагласам, не сме бројка за занемарување. И пак доколку истото може да се случи со било која друга земја, зошто не се случи со нас? Првиот момент да кажам да поверуваме зошто може, еве, британците како беа иземени. Значи, веќе се прави една отстапка од тој систем. Така да, доколку се прави отстапка на британците, зошто не се направи на нас како соседна земја, како туристи кои што традиционално патуваат. И пак ќе нагласам, туристи. Значи, овде не станува збор за искористување на граничниот премиен за некој да оди во Европа и слично. Значи, овде станува збор конкретно за така, туризам. Од кој бенефит и профит ќе добијат председатели? Само тие. Тие добиваат најголем профит, а ние бараме од нив да ни го олеснат тоа за луѓето да отидат таму, заради тоа што имаме соработка, наши граѓани имаат и имоти таму, туристичките агенции, имаме закупи на апартмани, на хотели, кои што сето тоа е направено од претходно, така да и со години, значи ние сме бројка која што патува таму. Така да мислам дека има основа на што да се бара сето ова, се со цел да се олесни, заради тоа што туризмот е нешто за уживање. Ако некој тргнал да оди на уживање, зошто да се чека толку многу во рете? Нормално. Мислам, ние сме малце народ што никогаш за ништо не сака да чека. Кога веќе има 14.000 за еден ден, нормално да има гужвата, да. Така, да, на тоа сме свесни. На крајата веќе се обесхрабриме дека оваа година ќе рипнеме патувањето во Грција, ќе идеме на некој место каде што многу побрзо ќе стигнеме. Точно, да не дојде до тој момент заради тоа што чекање ќе има, јасно ни е, туристичка сезона секогаш имало чекање, меѓутоа ова да не биде главната причина за тоа чекање. Односно да се намали сето ова. А пак, доколку и да бидеме во иста линија, да бидеме сите иземени, ако има многу луѓе, ако има многу автомобили, ако има многу автобуси, јасно ни е дека пак ќе има чекање. Меѓутоа нема да биде истото. Покрај граничните предизвици се соочуваме со глобални влијанија, се зборива за недостаток на авио
гориво, зголемени трошоци и притисок врз авиокомпаниите. Изминатиот викенд имавме една популарна авиокомпанија која што практично престана да работи, зборувам за оние ниско буџетите. Колку ова реално може да ги погоди македонските граѓани? Дали веќе гледате поскапување на авионските аранжмани? Постои ли ризик од откажување на летови или намалување на понудата? Да, нормално покачувањето на цената на горивото влијае на цената на авиокартите, автоматски тоа влијае и на туристичките аранжмани. Меѓутоа морам да нагласам дека она што го има во понуда во туристичките агенции првично, значи се или чартер летови кои што се претходно договорени и исто така авиокарти за редовните линии на кои што се земени, купени претходно од туристичките агенции, така да кажам, не може да биде исто покачувањето кое ќе отворите една авиокарта која што сега е пуштена во продажба и цените кои што ги имаат земено туристичките агенции за да го формираат тој аранжман. Нормално, кога авиокомпанијата покачува, туристичката агенција има право да ја покачи цената. Меѓутоа до сега еве на чартер летовите имавме некој покачување од 20 на 20-30 евра по патник, што е само за оној трошок што е реално направен. Така да немаме некои покачувања драстични, да кажам, што не можат да се надминат, односно што би биле пресудни за граѓаните за да тие ги откажат патувањата. Од друга страна можам да кажам дека се прави некој баланс заради тоа што по одредени дестинации ако се помалку барани, хотелите таму ги намалуваат цените и кога авионската карта ја крева цената, хотелот се намалува, така да пак има некој баланс и се уште ако погледнете во туристичките агенции, се уште има некои попусти за рани резервации, односно има промоции на одредени дестинации, на одредени хотели, така да на тој начин се прави балансот заради тоа што туристичката агенција е таа која што ги склопува тие услуги. Значи овде има влијание, ако едно се намали, едно се покачи, автоматски се прави некој баланс. Така да нема откажување за оние летови кои што се потврдени, оние туристички дестинации кои што ги имаме еве со чартер летови на Анталија, Бодрум, Тунис, Египет, се уште си постојат, си ги има. Нормални си се летовите. Исто така оние кои што се Шпанија, Малта, Кипар само имаше откажување на летната сезона од кај нас, можам да кажам заради тоа што се случи нели ударот така и се намали побарувачката за таа дестинација. Не можеме да кажеме дека тоа било од причина дека нели немаат гориво или заради горивото. Нормално и авиокомпаниите го следат тоа за каде има летови, за каде има луѓе, за таму одат летовите. Кога е намалена побарувачката, нема зошто нели да летаат тие авиони и тие дестинации одреден период паузираат. Мада ќе кажеме еве на пример конкретно за Кипар, од Солун продолжија, од Софија продолжија, така да има наши граѓани кои што сакале на таа дестинација да одат ова лето, сепак ги користат летовите од соседните земји. Што значи нема некој екстремно покачување, посебно на туристичките аранжмани. А знаете законски да кажеме граѓаните се заштитени, тие кои што веќе резервирале, значи да има по таа цена. Така, значи до 10% покачување на цената за која што мора да бидат известени 20 дена пред реализација на аранжманот. Така да за се има време и кога стои туристичка агенција позади, да кажеме, резервацијата на секое патување, да, таа се грижи за патникот и нормално да се заштеди да не влијае тоа на неговиот джеп и да направи баланс, само да се покрие трошокот, а не она што го гледаме, например, ако цените се покачуваат екстремно и дека туристичките агенции сакаат нели да заработат, па нема да ги намалуваат цените, ќе бидат многу покачени цените за сето тоа да удри на джебот на граѓаните. Не е така, заради тоа што нагласувам агенциите, туризмот се планира, значи не е од денес за утре. Да. Нашите аранжмани кои што ги има во сите туристички агенции за летната сезона веќе се продаваат од ноември, декември, така да со попусти луѓето од тогаш ќе имаат резервирано и тие резервации си продолжуваат, сакам да кажам, постојано си има резервација. Сега можеби некои луѓе заради гужвата се одвратиле од таа дестинација, некои заради глобалните случувања се одвратиле од далечните дестинации. Меѓутоа еве да кажеме и далечните дестинации има туристички агенции кои што ги нудат исто за кои што се земени авиокартите по поповолни цени. Ако сега сакате да купите, не знам, за Маурициус да одите сами, цената ви е многу повисока отколку да одите преку туристичка агенција која што веќе го има тој аранжман, заради тоа што тие авионски карти се земени уште од минатата година. На крај само ќе ми остане еден заклучок покрај сите овие предизвици со граничните премени, со глобалната ситуација, поскапувањето на авиокартите, односно горивото за авионите. Дали во ваква неизвестна сезона е посигурно да се патува
преку туристичка агенција? Дефинитивно заради тоа што туристичката агенција, пак ќе кажаме таа која што мора да гледа како ќе влијае на џебот на граѓаните, второ законски мора да најде било каква замена доколку нешто се случи, мора навремено да ги извести граѓаните. Пак ќе кажам, тоа се аранжмани за кои што се резервирани од туристичките агенции многу одамна и затоа поповолни цени има секогаш граѓаните имаат преку туристичка агенција отколку сами. Заради тоа што ако претходно беше нели авиокомпаниите ќе ги спуштат цените, поевтина авионска карта ќе земаат, ќе има попусти, сега кога има глобални качувања, тие цени за индивидуално да купите сами авионска карта се поскапи и поскапи, а агенциите се тие кои што го имаат резервирано тоа од претходно, да кажам ги имаат земено тие авионски карти, тие места, тие хотели, тие апартмани и слично и затоа нудат по поволни цени. И во секој момент ако разгледате од страна на туристичките агенции има некои попусти, има некои промоции, се со цел да биде тоа попримамливо за туристите и затоа можам јасно да кажам дека побезбедно и посигурно, а и поевтино е да се резервира преку туристичка агенција отколку сам. Ви благодарам за разговорот и за овие корисни информации кои што ги добивме во период кој што следи ке се дружиме и понатаму со будно следејќи ја седла ситуација во однос на почетокот на туристичката сезона, која, еве, со овие првомајски празници продолжи викендот и официјално можеме да кажеме дека и започна. Започната, да.